Најверојатно викендов на 26 јануари партиските органи на СДСМ ќе го разгледаат барањето на ВМРО ДПМН. Заедно со претседателските, на пролетта има и предвремени парламентарни избори. Во исто време на Бихачка ќе се разгледуваат и кандидатите за шеф на државата. Оттаму велат дека наредните 2-3 дена ќе почекаат да го видат исходот во грчкиот парламент за преспанскиот договор, па потоа на иста тема ќе разговараат и со коалицијскиот партнер ДУИ. Партиски извори брифираат дека во СДСМ и коалицијата сметаат дека за нив е подобро. Партиски извори брифираат дека во СДСМ и коалицијата сметаат дека за нив се подобри двојни избори, бидејќи како што велат ќе победат, и заменик претседателката на СДСМ Шетеринска очекува сериозни разговори. Оваа недела очекувам сериозни разговори и во рамки на коалицијата, и во рамки на СДСМ околу прашањето дали заедно со претседателските ќе имаме парламентарни избори. И како човек кој што има позиција не само во владата, туку и во СДСМ, сакам прво да ги соопштам своите ставови на своите колеги, а дури потоа во медиумите. Од ДУИ сметаат дека не е време за избори, бидејќи треба да се реализира НАТО членството и почнувањето на преговорите со Европската унија. ВМРО ДПМН речи се една година ја повикува власта на предвремени парламентарни избори. Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, ја реафирмира и инсистира на организирање на предвремени парламентарни избори заедно со претседателските избори, бидејќи на тој начин граѓаните, повторно ќе кажам, тука не станува збор за власт, тука не станува збор за функции, тука не станува збор за политички кариери, едноставно граѓаните да одлучат дали се за понижена и омаловажена Северна Македонија или се за горда и достоинствена Република Македонија. Партиски извори брифираат дека размислувањата на власта се дека евентуални предвремени парламентарни избори би се реализирале на 5 мај, односно на вториот круг од претседателските избори, со што би се обезбедил цензус за избор на шеф на државата. Во таков случај, парламентарниот спикер Талат Џафери има време да ги распише изборите од 5 до 20 март.